Ама се најдовме. Добро е. Имаме линк од Скопје, гостинот ни доцни, ќе одиме со разговор, па потоа со линкот од Скопје. Добро утро за моите гостинки. Ајде прво ќе ги поздравам Кристина Атанасова, психолог во Средното Јосип Броз во Скопје. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. И добро утро за Теја Јачева и Дора Кумев, ученички во втора година од ова средно училиште, кои што стојат зад веб платформата teentalk.mk. Добро утро и добре ни дојдовте исто така. Јас малку да бидам појасен, се извинив бидејќи требаше да имате време за одмор, 10 на минути, кафенце да пиете, се растрчавме по годниците, важно ве најдовме и на време ве донесовме во студио. Сега земете се убаво воздух и ајде да ја презентираме вашата идеја и зошто всушност денес сте во Македонија наутро. Темата ја поставив како дали технологијата ни управува со животот или можеме ние да ја искористиме паметно и одговорно. Идејата на девојките е едноставна, но многу важна. Пренесувате една убава порака преку оваа платформа, каде што споделувате информации за училиште, избор на средно, факултет и така натаму и така натаму. Ќе почнам прво со двете ученички, ќе почнам со Теја и со Дора. Од каде се роди идејата за teentalk.mk и што ви недостасуваше вам како средношколци на интернет, па решивте да го создадете ова нешто? Значи, прашањата се до двете, може да си се надополнувате слободно. Идејата за TeenTalk ни дојде од наш личен недостаток, бидејќи немавме некоја ваква страна каде што ќе можеме да прочитаме тоа што ни интересира, за темите што навистина сакаме да ги знаеме, за училиште, некој училиштен совет, за модата, например, за спортот, повеќето исто што ги интересира. Така. Зошто сметавте дека токму сега е вистинското време да направите една ваква платформа? Бидејќи ние сега ги живееме тие години кои сакаме да ни се главен таргет на TeenTalk, односно тинеџерите, и мислиме дека најмногу можеме сега ние да кажеме што нас не интересира и нашите генерации. Така. Што се може да најдат младите на оваа ваша веб страна? Дали повеќе за забава, за учење, за поддршка? Може да најдат се од теми кои се за забава, за нивното слободно време, до теми малце посериозни за психиката на средношколците, теми како каде да се запишат во средно, некои совети, забавен дел, ама има и едукативен дел. Така. Посебно важен дел, јас го истакнав и во најавата, е помошта при изборот на средно училиште и факултет. Зошто тоа ви изгледаше како тема што мора да се отвори за вашата генерација? Па, бидејќи тоа на нам ни беше лани една од најважните теми при упис на средно и имавме голем притисок дали ќе направиме добар избор. Па решивме тоа за да им го лесниме на другите генерации, да кажеме од наше лично искуство и наши совети за при упис на средно кои може ќе им помогнат. Така. Какви реакции добивте од врсниците? Дали младите сакаат ваков тип содржина? Имате ли некои аналитики, статистики колку ја отвараат страната? Реакциите се многу позитивни. Имаме голема поддршка од родителите, професорите на училиште и многу другари. Исто така ни пишуваат дека многу им се допаѓа нашата страна, дека конечно има нешто ново за младите. Така. Добро, супер што ја представивме страната. Ние имаме инсерти, ќе ги замолам колегите од режија ако ни се подготвени да ги видиме, каде што имаме неколку фотографии од оваа ваша веб страна, чисто да видиме што содржи и секако да ги упатиме нашите гледачи да ја посетат. Кристина, благодарам што си утрово заедно со нас и со овие две ученички, бидејќи не е нели нашата намера само да ја промовираме оваа веб страна, туку малку подлабоко да навлеземе и во темата, како што ја постави во продолжение, како интернет технологијата може да биде корисна за младите, па од психолошка гледна точка, колку интернетот денес влијае врз развојот, самодовербата и менталното здравје кај младите. Пред да преминам на одговорот на вашето прашање, Ване, би сакала да го истакнам своето задоволство што едни млади ученички во адолесцентни години навистина се многу храбри и имаат желба и мотивација да нешто променат во начинот на функционирање кај младите првенствено во однос на таа модерна технологија и навистина е голема чест и задоволството да ученички во нашето средно училиште во гимназија Јосип Броз Тито бидат дел од еден ваков проект, односно да започнат еден ваков проект. Во однос на тоа како интернет технологијата влијае врз менталното здравје, многу пати зборувана тема, можеме да го поделиме влијанието на позитивно и негативно. Позитивните влијанија на интернетот се однесуваат на тоа
дека едноставно младите го наоѓаат она чувство за припадност на конкретно социјалните мрежи, кое што некогаш им недостасува, наоѓаат еден интернет простор каде што можат да споделат одредени проблеми, да видат дека не се сами, да видат дека постојат други млади личности кои делат некои слични интереси заедно со нив. Посебно ова се однесува на младите кои се малку повеќе затворени, што би рекле ние психолозите интровертни. Иако тоа е меч со две острици, бидејќи интернетот многу лесно може да навлече, па ако е младиот човек интровертен, уште повеќе да го затвори, затоа и треба да се балансира. Во однос на лесната достапност на информации, меѓутоа јас секогаш велам проверени информации, точни информации, секогаш да се проверува изворот од каде потекнува таа информација, особено ако станува збор за информации кои се користат во образовни цели, па дури и во воспитника и младите личности или од страна на нивните родители. Од друга страна пак, меч со две острици, народски кажано, затоа што интернетот многу лесно може да ги навлече младите во еден имагинарен, нереален свет, затоа што ги доведува до тоа да се идентификуваат со одредени модели на однесување кои немаат реален живот позади себе. Од која причина? Многу се ретки личностите кои што навистина го презентираат својот живот онака како што е нивното секојдневие. Многу почесто се презентираат позитивни работи, она убаво што не се случува, ретко кој се осмелува да ја покаже она психолошки кажано тмурната страна на личноста, темната страна на личноста, тоа е страна која што ја имаме сите ние, да покаже кога е тажен и слично. На тој начин се создава кај младите личности впечаток дека животите на личностите од другата страна се совршени. Па тука се наоѓаат во прашалници. Дали тоа јас живеам доволно добро и зошто мене ми се случува одреден проблем, потешкотија и така натаму. Тука мора да се воспостави еден баланс, односно младата личност да биде свесна дека едноставно тоа што го прикажува другата страна на интернетот, без разлика дали е социјална мрежа или било која одредена интернет платформа или веб страна, е нешто што самата личност го бира да го презентира. Нормално е психолошки да го имаме оној мотив да се прикажеме себе си во што е можно попозитивно светло, без оглед дали станува збор за социјален аспект или за некој друг. Така што секогаш го потенцирам истото, доколку интернетот мудро се користи, балансирано се користи и тоа како може да ни биде многу повеќе на сите нас од корист, отколку да имаме негативни последици. Балансот е лекот дефинитивно за се, или оно што се вели златна средина некоја. Да, и не случајно сте заедно тука во студиото, бидејќи сакав малку и оваа тема да ја прошириме од психолошка гледна точка. Денес и најверојатно кога зборуваме за училишните психолози, ајде, по-народски ќе се изразам, има доста повеќе работа од аспект на разговор со младите, бидејќи интернетот многу ги промени работите, посебно во последнава декада. Верувам ќе се согласи со мене. И ако зборуваме веќе за меч со две острици, навистина линијата станува се потенка и потенка помеѓу реалноста и имагинацијата. А мислам дека најголемиот терет тука паѓа на младите, но и на училишните психолози. Се согласувам. Тука највеќе обрнуваме внимание на превенцијата. Затоа што незалудно некој рекол подобро да спречиме отколку да лекуваме. Со оглед на брзиот развој на технологијата, дефинитивно гледаме многу повеќе време да посветиме на она што значи да ги спречиме можните негативни последици од таквата екранизација, од таквото навлекување на интернет технологија, и тоа почнува не само кај училишните психолози во средните училишта, уште во основните училишта, затоа што тој процес на екранизација на навлекување на мобилните телефони, за жал, за голема жал, почнува многу порано. Затоа јас сум многу голем противник да своето слободно време младите личности, особено во осмолетка, или би кажала своето детство, да го поминуваат на мобилните апарати. Треба да се врати оној момент да прошетам во парк, да седнам со другарите, да поразговараме, да видиме кои ни се заеднички интереси, да играме некој спортски надпревар, фудбал, кошарка и така натаму, затоа што многу повеќе веќе се одразува не само врз психолошкиот живот на младите, туку и на оно што значи
физичка здравствена состојба, особено во годините кога се младите во развој. Ќе се навратам на она конкретно прашање кое што ми го поставивте. Превенцијата што значи кај нас во средните училишта или конкретно во нашата работа како психолози, да умеат младите балансирано да го користат интернетот, да имаат точно одредено време кога или одредена минутажа, што би се рекло, кога поминуваат време на социјалните мрежи, да знаат како балансирано да го користат за корисни информации, да знаат кога да си дозволат едно опуштање, да не го нудат премногу својот приватен живот, што би се рекло на тацна, да дозволат малку повеќе да имаат приватност, затоа што дефинитивно приватноста е нешто што треба да им биде најважно. И на крајот на криштата да го користат целиот тој интернет простор како нашите ученички за нешто што може да биде продуктивно, корисно, за нешто кое што може да ни послужи да научиме, да се едуцираме или на крајот на криштата да прибереме некои информации кои утре може да ги искористиме во некои практични цели. Така, ќе се вратиме на ученичките на Теја и Дора. Кажа, втора година сте. Јас сум имал прилика да бидам и нели во вашето училиште, сме снимали интервју со Кристина и ете, ако јавно веќе можеме нешто да пофалиме, односот кој што го има Кристина со вас учениците. Јас тоа го видов во тој половина час додека бев таму и навистина очигледно таквото поставување, таквата отвореност кон учениците дава резултати. Што прашање сакам да поставам? Колку е важно средината во училиштето за да вие како млади бидете инспиративни и да во втора година размислувате за нешто вакво? Еве прашање што не ни беше договорено, меѓутоа оставам на вас. Нели, колку средината во училиштето, професорите, поддршката, колку е сето тоа важно за да вашата инспирација излезе на површина? Па, мислиме дека е многу важно. Ако немаш поддршка, немаш што да правиш. Многу е важна поддршката, а ние во нашето училиште, посебно нашата класна, имаме многу голема поддршка. Да, Кристина е ваша класна раководителка, да. Имаме огромна поддршка и многу сме благодарни за тоа. Како дојде вие размислувавте за Тинток и што беше пресудно да кажете во училиште, на кого се обративте прво? Прво на класната. Што кажавте? На класен час тоа се случи или на одмор? Па не. Ни едното ни другото. Ни другата, добро. И што кажавте прво и која беше реакција? Кога имавме идејата, прво отидовме кај класната да ја презентираме целата идеја. Така. Веднаш не поддржа и веднаш имаше некои идеи кои можат да ни помогнат на нас. Така. Колку е важно според вас младите да бидат креатори на содржина? Што вие добивате со постоењето на оваа страна? Како се чувствувате? Се чувствувате ли дека придонесувате кон градење на една поубава средина каде што ќе живееме? Па поубаво е да креираме сами, да едитираме видеа, например да постираме некои постови, да пишуваме текстови, така покажуваме дека сме креативни. Добро. Кристина, на платформата кажа се зборува и за заштита на пример од наследство и дигитално и во реалниот живот. Колку се свесни учениците за ова, за овие теми? Бидејќи ако ученици од втора година ја актуализираат оваа тема, значи дека колку повеќе може да зборуваме за насилството во училиштето, толку и самите ученици се погласни. Кој е твојот став и мислење? Праксата и искуството покажува дека тоа што се обрнува многу внимание на гласното говорење на некои теми кои што биле горки во минатото, кои што не се чепкале, за кои не се зборувало многу, иницираше да се зголеми свесноста за тоа колку треба да бидеме внимателни, предпазливи и колку треба да обрнеме внимание на своето ментално здравје. Велам ментално здравје затоа што насилството од каков и да е тип, па макар и физичко, и тоа како има влијание врз психичкото здравје и психичкиот живот на една единка. И тоа како младите се свесни, верувам затоа што се зборува многу, посебно во нашето училиште имаме развиено многу проекти, многу соработки,
ние како стручни соработници, заедно со сите класни раководители, работиме на превенцијата, највеќе работиме на моментот, ако нешто забележиме, да не молчиме, затоа што секое премолчување представува соучесништво. Без оглед дали ни се случува или сме забележале промени кај некој другар, поединец и слично во своето однесување, да се пријави. Имаме воспоставен принцип на анонимна пријава, затоа што многу често се случува да учениците се плашат, што е нормално со оглед на нивните години, дека можеби ќе им се одмазди оној кој што го врши насилството, дека можеби ќе се дознае кој го пријавил и слично. Многу добра пракса е тоа да анонимноста ја користиме како метод, затоа што на крајот на криштото важно ни е да го решиме проблемот, ако веќе се појавил, и ако ќе потенцирам и тука превенцијата ни се покажува како многу добар метод и ми е многу драго и со задоволство можам да истакнам дека работиме со млади кои што се многу свесни за тоа што не треба да правиме. Па добро, што го има тоа на веб страната, очигледно дека навистина заедничката работа и труд даваат резултати. И се во интерес на времето заедничка порака сакам за крај до младите, до средношколците, до класните, до професорите, како заеднички, еве вака како вас, може да се направи нешто добро и корисно. Што ќе биде пораката? Ќе им отстапам простор прво на моите драги ученички. Па треба да го користиме интернетот паметно, да за работи кои не интересираат, не за некои лажни информации, треба да слушаме психолози, треба да родители, да се комуницира, да се комуницира, разговара, предпоставам така? Да. Јас би надополнила отворен, искрен разговор и мудрост во користењето на дигиталната технологија. Така. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утре.